Средствата се од Светска банка 58 милиони евра. Да. Светската обезбедени за оваа делница се во вкупна вредност од 58 милиони евра, се кредитна линија од Светска банка. Добро, премиера, еве во очекување сме на следната недела и реакцијата од Европската унија. Кои се вашите очекувања? Ќе добие ли Македонија датум за почеток на преговори со оглед на, да речам, воздржаноста од страна на Франција? Јас мислам дека ниту една земја во Европската унија, сите наши пријатели, а сите земји ни се пријатели, нема да останат рамнодушни на пријателството, на европскиот манир и европското однесување кое што Македонија го демонстрира. Толку потребно за целиот овој Балкан, за Југоисточна Европа, но верувам и за цела Европа. Европа е основана на основа на вредности, Европа е основана на основа на можни решенија. Верувам дека нашата, иако мала земја, овде на европскиот континент Република Македонија, држи одредена позитивна лекција на европско однесување преку градењето на пријателството, преку изнаоѓање на модели дури и за решавање на идентитетски прашања, и верувам дека целото тоа ги разоружува сите оние кои што се уште имаат резерва за проширувањето на Европската унија. Јас знам дека вчера холандскиот парламент донесе многу позитивна одлука за нашата земја. Се надевам дека тоа ќе се случува во иднина и за Албанија на крајот, заради тоа што и тие работеа доста како земја, но пред се она што се однесува за нашата земја, ние мораме да зборуваме и за нашата земја. Е тоа што се надевам дека и Франција и други земји, ако имат резерва, дека ќе го направат преломот, односно прекршувањето, заради тоа што точно е, реформи се прават во Македонија, реформи се прават и во Европа. Можат паралелно да се прават реформите во Европската унија, додека Македонија преговара за членство. Поглавијата и преговорите ќе одат со години. Паралелно може навистина да се унапредува Европа, Македонија може да помогне толку колку што е тоа возможно, а паралелно да ги тера преговарачките процеси. Јас верувам дека и ќе омекне срцето на претседателот Макрон. Ги разбирам внатрешните дебати кои што во Франција се отвараат и секако имаме разбирање, Франција е голем пријател. Ако Германија, Франција, Британија, Италија и другите земји, Австрија, не знам, одат напред, тогаш и Европа ќе се движи напред и мотивацијата на нашите граѓани ќе биде уште поголема. Секако во духот на целото тоа разбирање, јас се надевам на позитивна одлука, која што во најмала рака секако ќе дефинира потврдена препораката за почнување на преговори, почеток на скенингот на целиот овој процес, ќе дефинира подготвеност на одржување на меѓувладените седници кои што треба, од кои што произлегува секако и датумот за преговори. Јас сум оптимист, знам дека Европа нема да пропушти да ја охрабри и поддржи Македонија и сите нејзини граѓани за тоа што го прават во овие години на наше заедничко живење. Премиере, референдумот дали е донесена или дали е владата поблиску до одлука дека ќе биде дали врзувачки или ќе биде консултативен? И дали ќе се одржи на 9 или 16 септември, како што веќе објавуваат медиуми, и што со фактот што ВМРО извести дека само задолжителен, односно врзувачки референдум. Да се надоврзам, еден од вашите коалициони партнери, господин Отачи, изјави дека ќе биде консултативен. Веројатно сите имат право за дебата. Државата наша треба заеднички да донесе одлука за оваа работа. Јас се надевам секогаш обидите мора да ги правиме заедно и власта и опозицијата, но веројатно и коалиционите партнери мораме прво да се согласиме. Тоа е процес. Јас верувам во процесот на утврдувањето на референдумското прашање, ќе ги дефинираме и моделите на самиот референдум. Она што се согласувам со опозицијата дека треба да биде задолжителен, а заедно треба да утврдиме дали ќе биде консултативен или обврзувачки, од проста причина што сите овие пораки кои што се испраќаат некако кој како сака нека ме разбере, остават некој впечаток дека некој сака да ја блокира Македонија кон НАТО и кон НЕО. Значи, зборуваме за задолжителен референдум. Ако тие граѓани што ќе излезат повеќе од 50% плюс еден граѓанин се изјаснат за референдумот, апсолутно должност е на секој граѓанин буквално да испочитува одлуката да се поклони и да ја поддржи низ институциите на системот. Секако не дај Боже, ако биде негативен, а јас ниту верувам дека тоа е возможно, заради тоа што амбиентот е веќе јасен во Македонија, овие се историски чекори, историски решенија. Убеден сум дека Македонија ќе смогне сила, мудрост и за решенијата кои што следуваат пред нас, но и мудрост и сила за да застанеме заедно по вака важни прашања кои што навистина отварат блескава перспектива за генерациите денеска и генерациите што доаѓаат после нас. Со господинот Ципрас, дали контактирате овде атмосферата, рековте дека се гледа како е, но таму коалициониот партнер Каменос најави дека нема да гласа за ратификација на договорот. Секако ние ги знаеме дури и гласовите во грчкиот парламент.
Дебатата беше отворена, верувам и вие медиумите и граѓаните знаат дека Каменос како министер во владата и коалиционен партнер на Сириза и на господинот Ципрас најави дека нема да гласа за ратификацијата на договорот, но ќе ја поддржи владата, а секако има други партии кои што јавно се изјаснија, кои што буквално ќе го поддржат делот на ратификацијата на договорот. Јас верувам дека и она доверба што грчката влада ја доби со 154 пратеници, дека ќе биде поголема бројката на пратеници кои што ќе гласат за ратификацијата. Мене ми е драго што еден наш иден стратешки партнер, Грција, веќе е активно вклучена да ја помогне на Македонија во охрабрувањето пред Франција и пред другите, за да можеме да добиеме датум за преговори. Бенефитот веќе го чувствувам, јас сум горд што еден нов пријател на Македонија, тоа е Грција, и мој личен пријател господинот Алексис Ципрас е директно вклучен, како што е вклучен и премиерот Борисов, како што се вклучени сите премиери од европските други земји членки да помогнат на Македонија, да навистина и Франција и другите земји бидат позитивни. Тоа е на крајот и резултатот од пријателството кое што го градиме. Еве се уште во процедура договорот во Македонија, знаете дека следува референдум, уставни измени и слично, и после тоа и во Грција ратификацијата, но веќе Грција е вклучена комплетно да ја помогне на Република Македонија. Докаде владата со подготовка на даночните реформи, со оглед на тоа дека во јавноста веќе се појавија спекулации дека прагот за даночење сепак ќе биде 1000 евра, има и зголемени давачки кај некои други ставки кои досега не беа толку високи. Апсолутно, мислам дека дебатата некоја индуцира предходно, веројатно си имат причина, имат право одредени медиуми да отварат. Штом ќе бидеме ние подготвени за таа дебата, ќе ги објавиме сите анализи, сите податоци, сите детали за дебатата да биде квалитетна, со внимателно слушање на граѓаните, така и ќе постапиме. Имаме фора, знаете дека евентуалното донесување на ваквите закони пред 1 јануари 2019 година нема да влезе во имплементација. Заедно владата со парламентот ќе оцениме кога е вистинското време да отвориме дебатата. Ние не сакаме дебатата да се отвори во време кога се очите вперени на граѓаните кон други важни работи за Република Македонија, веројатно во соодветно време кое што ќе продуцира квалитетна дебата, тогаш ќе ја отвориме. И не е точно тврдењето дека владата има утврдено на 1000 евра, да се до 1000 евра да се плаќа како и досега 10%, а над 1000 евра да се плаќа поголем данок. Не. Дебатата ќе го одлучи тоа, буквално ќе ги измериме сите податоци, така ќе ја донесеме одлуката, но праведното донечување е нешто кое што е фер. Во секоја земја ние сме левичари и редот е сите граѓани кои што имаат поголеми приходи, посебно приходите поголеми, еве да и кажам, поголеми од 1500, 2000, 3000, 5000 евра, да платат повеќе. Дај Боже да имаме сите повеќе, па сите да платиме повеќе данок на државата. Тие пари одат за социјална помош, одат за здравство, одат за образование. Веднаш ќе кажеме каде ќе бидат насочени, но ќе дојде дебатата на таа тема и верувам многу демократски и транспарентно ќе ја истуркаме како Република Македонија, пред се предводени од граѓаните и на крајот ќе ги донесеме одлуките. Господине Зајбушен, ако дозволите, дали сте го слушнале гласот на господинот Мицковски во бомбите што вие ги поседувавте? Ве прашувам ова зашто он најави дека ќе ја реформира партијата, но никако да тргне. Ве прашувам зашто можеби тие бомби ги поседува и поранешното раководство и ја уценува, не може да почне со тие реформи. Јас сакам да градам соработка со господинот Мицковски и со ВМРО-ДПМН. Не заради тоа што јас сакам, заради тоа што тој треба на Република Македонија. И верувам дека сите по пат на демократска дебата внатре во нашите партии ќе донесеме соодветни одлуки за Република Македонија, кои што апсолутно ќе гарантираат добра иднина, ќе ги овозможат нашите стратешки цели НАТО и ЕУ и ќе донесат европски перспективи и економски перспективи секако за граѓаните на кои што тоа им го должиме. Така да од длабочината на моето срце со желба дека сакам да градам соработка, нема да дадам одговор на ова прашање.